Во сообщението на председателството на Друштвото на писателите на Македонија, меѓу другото, се истакнува: ретко која земја на Европа во првите децении на нашиот век го доживеа она што го доживеа Македонија. Македонскиот народ изведе сјајна социјално-национална револуција. На незина почва и со незина припомош се изведе и младотурската револуција. Двете балкански војни и Првата светска војна во најголем обем се одвива исцело на македонска територија. Цели 6 години траеше тој погром со учество на милионски војски од Европа, Азија и од Африка. На десетици илјади македонци останаа за секогаш на боиштата. На десетици илјади македонци изумреа од болести, епидемии и глад. На стотици илјади беа фрлени во бегство, за да го спасуваат својот гол живот, расфрлени низ континентите во класичен воен, политички и социјален екзил. Македонија, како резултат на тие војни, доживеа страотни пустошења и разорнување. Точно во такви околности уследи и поделбата, а потоа и окупацијата на Македонија од страна на Бугарија, Грција и на Србија. Најгнасниот и најнеправедниот акт во историјата на Македонија, педантно, најсуптилно испрограмиран во кабинетите на балканските монархии. Пооднапред подготвени списоци на илјадници македонци беа ликвидирани од окупаторите, а Македонија се престори во најголемо европско градилиште на жандармериски и полициски станици. Наспроти хашките спогодби, основните норми на меѓународното право, според кои окупаторот е привремен администратор на територијата и нема право на регрутација, исто како и бугарските и грчките, и српските власти во Македонија само во октомври 1915 година мобилизираа 53.088 македонци. На тој начин македонците од една војска беа принудени да нишанат во своите татковци и браќа, мобилизирани во другата војска. Полицискиот терор имаше задача да го подготви наредниот чекор. Извршената поделба на Македонија го олеснуваше низиното колонизирање. Со уредбата за населување на јужните нови краишта од 24.9.1920 година, македонците беа исклучени од можноста и правото да добиваат земја. Колонизацијата целеше да се создадат бројни оази и кордони, да се разбие националната компатност на Македонија, а колонистите да прераснат во упориште на реакционерниот режим во борбата за брза и ефикасна денационализација и асимилација на македонскиот народ. Од монархистичките режими на Бугарија, Грција и Србија, македонскиот народ беше прогласен за непостоечки. Му се одрекна и се уште му се одрекнува неговата национална посебност и култура, а македонското име и јазик беа прогонувани. Спроведувањето на аграрната реформа во Македонија беше чин на класична колонизација. Заклучно со 1928 година на 6.377 семејства од Србија им беа доделени околу 65.000 хектари земја. Во сообщението на председателството на Друштвото на писателите на Македонија натаму се вели: многу нешта во последно време ја вознемируваат нашата јавност. Настаните со манастирот Свети Прохор Пчински, со македонските археолози, присвојувањето на македонската средновековна историја и уметност, односот на српскиот печат кон собирот на децата бегалци од Македонија во Скопје, односот на југословенската надворешна политика кон македонското национално прашање, односно прашањето за признавање на елементарните човечки права на македонските национални малцинства во соседните земји и така натака. Иницијативата на Собранието на Србија, македонските писатели ја сметаат за сериозен и исклучително опасен потек, поставувајќи го при тоа прашањето дали не се работи за обид за подотворање на некоја тајна јуристичка врата за влегување во македонскиот интегритет и дали тоа не значи и можност да се конотира и со предпоставки за реколонизација, што би значило да се стави крст на историските идеали на заедничкото живење и целосна дестабилизација на Југославија. Оваа иницијатива, го сакал тоа некој или не, им оди на рака на најреакционерните и најнеаушни тези дека македонската држава и нација се октроирани. Поради сето тоа се вели меѓу другото во сообщението на председателството на Друштвото на писателите од Македонија: бараме Собранието на Југославија оваа точка да ја симне од дневниот ред. Делегатите од Македонија во него да ја одбијат дискусијата по оваа иницијатива. Собранието на Србија да ја повлече иницијативата, а Собранието на Македонија да подготви и издаде бела книга за ова прашање со сета објективна историска аргументација.